се наоѓаме во едно паркче во Карпош каде има споменик. Верка Бунтеска ќе ни каже за монументот. Се најдуваме овде пред споменикот на првиот партизански скопски одред. Треба да се каже дека тоа е едно култно место во кое на 22 август 1941 година е формиран првиот скопски партизански одред. Прв во Македонија, прв кој што, да речеме, собра храброст, храбрите меѓу најхрабрите, излегоа да се борат против една сила, силите на Третиот рајх. И нормално, во секој наш парк има ѓубре. Таков ни е табиетот. Арно ама се собраат дечките од Црвен крст, Сојузот на борци Карпош, Сдруженијето на жени, пензионерите, лајонси и општинарите па направија ред. Колку вреќи ѓубре собравте? 20. Марко Дабевски и неговите 17 пајташи од Црвен крст засукаа ракави и го собраа она што нивните врсници крвнички го фрлаат. Пластични флаши, лименки од пиво и слични работи кои што се наоѓаат тука, кои што најверојатно се користат за водочните часови, додека има дружби тука на ова место на некои локални луѓе тука. И стварно мислам дека ќе треба да се испрати една порака вака до сите, бидејќи тука како што видов има на многу места има контејнери поставени кои што се многу блиску да го фрламе ѓубрето на вистинско место каде што треба, бидејќи е стварно греота е на волку убаво место со волку убава сенка да се оптоварува со такви отпадоци да се нарушува видикот. За жал, контејнерите се на само 20 на метри од паркот. Ама иди објасни му на некултурниот да не биде токмак. Овие прекрасни младичи одат од школо во школо и држат хигиенски предавања за идните генерации да бидат поумни од сегашниве. Добро, како и да е, сега се е средено. Уште да се искоси, па ќе биде пицикато. Карпошовци имаат амбициозни планови со паркот на првиот скопски партизански одред. Сакаме ова место овде да се култивира, да стане пријатно место каде што ќе се развива култура на сеќавање, ќе се потсетуваме на учесниците на првиот партизански одред и на сите останати, но ќе има активности кои што би биле, да речеме, поглед во иднината. Значи да има некое поетско читање, некоја музичка изведба, средба на граѓаните. Значи би сакале ова место понатаму, значи да добие чешва, да речеме да има вода, да има летниковац и повеќе клупи за седење. Повеќе клупи за седење. Карпошовци садат цвеќиња, го чистат споменикот, а наскоро овој простор ќе добие и ново име – Патека на црвените јавори. Символиката е јасна, а посадените 20 јавори мирно си шумолат на јунскиот тивок ветрец. Поентата на прилогов е дека сепак во овој наш Валкан град има и чисти луѓе. За нив десетка, за тие другите презир и чврга.